Благодарам, председателе, колеги пратеници, почитувана јавност. На барање на граѓаните на Република Македонија, пратеничката група на СДСМ и коалицијата врз основа на член 185 став 1 од Деловникот на Собранието на Република Македонија побара на пленарна седница да се разгледа како точка на дневен ред информација за енормното загадување на амбиенталниот воздух во Република Македонија. Почитувани граѓани, Република Македонија со своите природни карактеристики и ресурси нуди можности за квалитетен живот на сите нас. Земјата на чија територија е концентрирана богата геоморфолошка и биолошка разновидност, доволно вода за пиење, е значаен потенцијал на денешните, но и зимните генерации. Но каква е денес состојбата со животната средина во нашата држава? Република Македонија е најзагадена држава во Европа и е на последно место во заштитата на природата и на природното наследство. Македонија е на 141 место од 178 испитани држави во светот во заштитата на различните растенија и животните на својата територија. Ситуацијата е алармантна. Според изражувањата на светски портали и институции, најголемата светска дата база Numbeo покажува дека Македонија е на прво место според моменталната состојба на загаден воздух во Европа. Исто така деновиве, според неколку извори на информации, загадувањето, например, на Тетово е на прво место во Европа со 180 индексни поени, а Скопје пак е на трето место на истата листа со 152 поени. Секако пред градовите како што се Киев, Тирана, Букурешт и други. Високото загадување го покажуваат и мерните станици во нашата држава. Загадувањето е загрижувачки на високо ниво. Овие податоци покажуваат дека во нашата држава, во Скопје, во Битола, во Тетово, во Кичево, во Кавадарци и други поголеми градови, онаму кај што има мерни станици, загадувањето е алармантно. Високите показатели на PM10 честички покажуваат по 10, 15, дури и 20 пати повисока вредност од горната граница на дозволеното. Грејната сезона почна со екстремно загаден воздух, многу опасен и за здравието на граѓаните, со вредности поголеми од 1000 микрограми на кубен метар. Деновиве во Република Македонија постои опасноста за здравието на сите нас е алармантно висока. Воздухот во сите градови е загаден неколкукратно. Светската здравствена организација ги прогласи ситните честички PM10 со диаметар поголем од 10 микрометри за канцерогени, кои се поопасни на здравието на човекот дури и од пасивното пушење. Суспендираните честички може да продлат длабоко во респираторниот систем и предизвикуваат кардиолошки, белодробни болести и канцер се развива. Штетните честички се емитуваат од голем број на извори, како например издувниот систем на возилата, грејењето на домакинствата, индустријските процеси, електраните, согорувањето на земјоделскиот отпад, горењето на отпадот од дворовите, шумските пожари, така натаму. Според Светска банка, годишно во Република Македонија поради загаден воздух умираат околу 1300 луѓе. Анализите на Институтот за јавно здравје во Република Македонија покажуваат дека секоја година значително се зголемува бројот на заболени од рак. На годишно ниво речиси 4500, од кои поголем дел се заболувања на предизвикани од загадениот воздух. Само за споредба, во Битола на онкологија неделно се пријуваат по 2 нови случаеви заболени од рак. Последиците од загадениот воздух по здравието на граѓаните се сериозно опасни и со право сите граѓани, ние заедно сме загрижени за нашето здравје. Граѓаните се болни, а амбулантите се полни. Јас очекувам во натамошната дебата дека нашите колеги пратеници кои што доаѓаат од здравството дека ќе развијат поголема дебата околу загрижената состојба за здравието со оглед на загадениот воздух. Значајни нарушувања се како подрачја Скопје, Битола, Кавадарци, Куманово, Тетово, Кичево и останати поголеми градови. Скопје, како град, се соочува со сериозен проблем со драстично зголемување на загаденоста на воздухот, посебно изразена во последните неколку години. Густиот сообраќај, неквалитетните огревни материјали, неефективното делување во енергетиката, како и погрешното управување со отпад се клучните причини зошто воздухот во главниот град е на толку високо ниво загаден, дури и алармантно.
Екологистите обвинуваат дека загаденоста во Ново Лисичи аеродром се должи на неконтролираното палење на депониите. Во централното градско подрачје пак големата фреквенција на автобуси, на автомобили, посебно оние со низок или никаков еколошки стандард, значително ја проблематизираат ваквата состојба. Автобусите на ЈСП се посебна приказна. Старите дотраени возила кои се уште се користат, не можат да поминат ниту покрај техничкиот преглед, камоли да добијат дозвола за сообраќај. Набавката на новите украински и кинески автобуси можеше, ако се сакаше, да бидат на друго погонско гориво, например на природен газ, кој што е еколошки енергенс. Индустријата секако дека има и тоа како значаен удел во загадувањето, но оваа влада наместо да наложи да се исполнат екостандардите час поскоро, дури да помогне во некаков вид на помош со грантови или кредити, оваа власт реши 630 милиони евра да ги фрли во бронза, мермер и гипс и хонорари за уметниците во проектот Скопје 2014. Сечењето пак на 47 дрва стари 40 години во дворот на Укин во 2:30 часот после полноќ е вандалски чин. Крајно е безобразно навечер во 2:30 надвор од очите на јавност и граѓаните да се сечат овие дрвја. Отстранувањето, секако знаете дека на дрвата се заради градењето на двата барокни факултети од оваа власт. Студентите прашуваа што се случува, меѓутоа одговор не добија и токму затоа денес тие прават протест пред ректоратот и бараат одговорност од надлежните. Во Битола најголем загадувач според Министерството за животна средина и просторно планирање посочен е рек Битола. Ако е рек Битола најголем загадувач, во Битола, Новац и Могила, секако дека најмногу средства од буџетот на државата треба да се издвојат за еколошки проекти во овој комбинат. Но власта на ВМРО ДПМН еколошките проекти ги одложува заради немање на средства и тоа се пролонгира, дали тоа ќе биде 2014 требаше да биде, па 2016, сега 2018 година. Истовремено, поради немање на средства се одложуваат еколошките проекти, а ЕЛЕМ во исто време гради барокна фасада во центарот на Скопје, која што со сите анекси на договори ќе надмине вредност од 15 милиони евра. Секако не треба да ги заборавиме и тендерите кои што ова власт ги даваше на фирмите блиски до власта, на фирмите Трансмет, Силекс, ГКП Пелистер и останати, каде што стотици милиони евра одеа во џебовите на приватните, на собствениците на овие фирми. За провизии има пари, меѓутоа за здравјето на граѓаните на Битола и околината нема. Не само ние од опозицијата, но ова укажа и граѓаните во Битола и токму затоа, заради алармантната состојба, се здружија како здруженија на граѓани, тие правеа протести, се уште прават протести, сакаат да разбудат свеста и совеста кај оваа власт, да час поскоро обрати внимание во Битола и во околината, да се превземат мерки, тие ги нарекоа 5 мерки за Битола, ние ќе кажеме дека има уште повеќе мерки, меѓутоа власта мора и тоа како да обрати внимание на овој сериозен проблем во Битола и во околината. Тетово пак подолг период е најзагаден град во Република Македонија, меѓутоа пак кажав и во европски и во светски рамки. Секој дневно таму честичките PM10 се повисоки 10 па дури 20 повеќе пати од горната граница. Бараат граѓаните на Тетово да се реши проблемот со најголемиот загадувач, тоа е Југохром, да се постават филтри или да се направи некоја нова санациона програма за овој комбинат. Освен комбинатот, дивите депонии се и тоа како голем проблем во Тетово. Исто така и изголемениот број на возила кои што не исполнуваат еколошки стандарди, го загадуваат воздухот во овој град и во овој регион. Локалните власти, но и централната власт, каде што се партнери и ДУИ и ВМРО ДПМН, не земаат никаква одговорност, ниту превземаат некакви чекори. Тетово, за жал, има една титула за резил, а тоа е дека Тетово е град прв во светот на 30 октомври оваа година по загаденост. Прв во светот, титула за резил. Кичево како средина исто така се смета за загадено подрачје од комбинатот Рек Осломе и палењето на отпадот на дивата депонија која што се наоѓа непосредно до градската болница во центарот на градот. Во Кавадарц исто така граѓаните реагираат за зголемено ниво на загадување на воздухот, но тука и локалната власт, но и централната не превзема, посебно загрижува молкот од страна на градоначалникот Александар Панов. Индустријските капацитети секако дека не се и најголем извор и единствен,
Тука исто така морам да напоменам дека увозот на половни автомобили е директно поврзан со загадувањето, кој од година во година се зголемува, затоа што се дозволи увоз на половни автомобили кои што на запад, во западните земји се сметаат за отпад, а тука не ги исполнуваат ниту минимум еколошките стандарди. Токму затоа овие возила кои што во изминатите неколку години се увезеа во бројка од 190.000 сериозно го нарушуваат амбиентниот воздух во државата. Непочитувањето на стандардите за градење и трката за брз профит исто така е еден од причинителите за загадувањето на воздухот за дишење. Запирањето на процесот за гасификација секако дека има влијание врз загаденоста на амбиентниот воздух. Топлификацијата на домакинствата секако дека ќе придонесеше да луѓето избегнуваат други алтернативи на греење. Се поголемата сиромаштија која владее во државата ги преморува луѓето да се греат со се што ќе стигнат. Како огрев најчесто сега се почесто се користат и отпадни материјали, се користат индустријски автомобилски отпадни масла, пластики, гуми, се гори стар мебел, стар паркет се гори, се палат картони, отпадни крпи, се она што предизвикува загадување на воздухот кој што ние секојдневно го дишиме. Апелираме до власта, немојте да си поигрувате со судбината на граѓаните затоа што премногу е болно. Виновник за овие состојби секако треба се бара во ВМРО-ДПМН и коалицијата како актуелна власт. Во Република Македонија несоодветно се применуваат основните принципи на заштита на животната средина. За жал, желбата за брз профит, непочитувањето на законодавството, непостоење на соодветен институционален и кадров капацитет во изминатите 10 години од власта предводена од ВМРО-ДПМН доведе од година во година да се зголемува загадувањето на амбиентниот воздух, но и на почвата и на водата. Власта нема реализирано никакви ефикасни мерки за загадувањето на воздухот како резултат на неколку извори. Ако власта не се интересира за квалитетот на воздухот, тогаш автоматски не се интересира ниту за здравјето на граѓаните. ВМРО-ДПМН и Никола Груевски не знаат што да им одговорат на граѓаните кои што наместо чист воздух дишат отров. Што чекаше Никола Груевски во 10 години? Зошто не го реши проблемот за загадувањето? Зошто потроши 630 милиони евра за фасади, споменици, а проблемот со загадувањето не е решен? Замислете барем половина овие средства да се вложија во еколошки проекти. Дали ќе беше вакво загадувањето во Република Македонија? Дали секојдневно ќе ни се разболува нашите деца? Дали ќе умираа млади луѓе од рак? Дали ќе имаше тенденција ваква каква што има последниве години? Дали со овие потези на актуелната власт си поигруваат со здравјето на граѓаните во Скопје, во Битола, во Тетово и во останатите поголеми градови? За разумна власт, квалитетот на живењето на граѓаните е приоритет број 1. За Никола Груевски и за актуелната власт и неговите соработници, приоритет број 1 е да се задоволат апетитите на тесна група што владее заедно со него. Токму затоа укажуваат граѓаните дека ваква власт која што не знае да го подобри амбиентниот услов и условите за живот на граѓаните, дека не е потребна на Република Македонија. На крајот од дебатата ќе ги предложам и предлог заклучоците кои што ги имаме за оваа точка на дневен ред. Благодарам.